обвинувањето и гласањето во името на граѓаните на Република Македонија ја донесе следната пресуда. Обвинетата Гордана Јанкуловска виновна е за сторено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 во врска со член 23 од Кривичниот законник, па согласно наведените законски одредби, како и членовите 4, 32, 33, 34, 35 и 39 од КЗ, судот обвинетата ја осудува на казна затвор од 6 години. Согласно член 105 став 1 од ЗКП се задолжува обвинетата Гордана Јанкуловска да ги надомести трошоците на кривичната постапка во вкупен износ од 323.841 денари, од кои што износ од 5.000 денари на име паушална сметка на судот, а во смисла на член 102 став 2 точка 6 од ЗКП, износ од 1.985 денари за присуство на главна расправа на вешто лице Тале Гирамечиовски во смисла на член 102 став 2 точка 1 од ЗКП и износ од 3.996.000 денари на име трошоци за визуелно-тонско снимање и препис на снимките, додека трошоците за вештачење во вкупен износ од 290.280 денари, трошоците за преведување на документацијата во износ од 22.880 денари, обвинетата солидарно да ги надомести заедно со сега осудените Ѓоко Поповски и Никола Груевски во смисла на член 102 став 2 точка 1 од ЗКП, а сето ова во рок од 15 дена по правосилноста на пресудата под страв на присилно исполнение. Честен судебен збор. Веднаш по објавувањето на пресудата, јавниот обвинител Фатиме Фетај побара збор и при тоа наведе. Повелете. Благодарам. Обвинетата Гордана Јанкуловска, како што впрочем и очекувавме како обвинителство при поднесување на предметното обвинение, од ваша страна беше огласена за виновна за кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 во врска со член 23 од Кривичниот законник и осудена на ефективна казна затвор во трајање од 6 години. Ако брзам, можем и да успеем. По предлог на обвинителството во предметот познат како Титаник, спрема обвинетата Гордана Јанкуловска веќе се определени мерки на предпазливост и тоа обврска да се јавува повремено во судот, како и привремено одземање на патната исправа, заради тоа што судот проценил дека постои опасност од бегство на нејзина страна. Како што наведов, во овој случај, таа е огласена виновна и е осудена на 6-годишна затворска казна. Честен суде, вистината на ефективната казна затвор на која што е осудена обвинетата Гордана Јанкуловска, доведена во корелација со околностите кои што се поврзани со јачината на загрозувањето, односно повредата на заштитното добро, како и нејзиното досегашно однесување во текот на постапката, упатуваат на зголемена опасност од бегство, а тоа пак од друга страна имплицира и потреба од реакција од страна на обвинителството и судот во насока на преземање на мерки за отстранување или евентуално намалување на таа опасност. Јасно е дека со изрекување на ова првостепена пресуда, таа опасност од бегство или криење на страна на обвинетата извонредно се зголемува. Ова дополнително ако се има предвид дека другите двајца обвинети за овие кривично-правни дејствија веќе се и правосилно осудени, и ова нам како обвинителство ни дава за право основано да очекуваме ист резултат и во оваа постапка, а тоа би значило понатаму и упатување на издржување на казна затвор во соодветна установа и за обвинетата Гордана Јанкуловска. По тие причини сметам дека определените мерки на предпазливост досега не ја анулираат во целост опасноста од нејзино бегство и соодветна таква мерка би била мерката притвор. Меѓутоа, имајќи ги предвид моменталните семејни прилики на обвинетата Јанкуловска, кои што се добро познати за сите нас, имајќи предвид дека има бебе кое што
со ништо не е виновно за оваа настаната ситуација која што му е наметната од родителот. Наместо мерка притвор, ви предлагам чесен суде да изречете дополнителна мерка на предпазливост, а тоа е забрана за напуштање на живеалиштето, односно пресијувалиштето од страна на обвинетата Гордана Јанкуловска. Иако морам да нагласам дека, имајќи ги предвид прислушкуваните разговори, не сум сигурна дека хуманоста како особина, како цивилизацијска особина, е особина и на самата обвината. Од тие причини, согласно одредбата од член 146, став 1, точка 1 од Законот за кривичната постапка, поради постоење на опасност од бегство и криење на страна на обвинетата, ви предлагам да ја изречете претходно наведената мерка на предпазливост. Благодарам. Нов став. Дали бранителите сакаат да се произнесат? Бранителот на обвинетата Гордана Јанкуловска, адвокат Сања Алексич, во поглед на истакнатиот предлог на јавниот обвинител, наведе. Предлогот на специјалното јавно обвинителство е неоснован и според одбраната понудените аргументи не даваат доволни причини судот да прифати уште една мерка на предпазливост за обвинетата Гордана Јанкуловска. Имено, вредно е да се акцентира дека обвинетата уште на самиот почеток на оваа постапка знаеше која беше пропишаната затворска казна за ова кривично дело. Факт повеќе во оваа насока е што позицијата на обвинетата Гордана Јанкуловска во овој предмет е поинаква, а во смисла на тоа дека одбраната и не очекуваше да слушне поинаква објава на пресудата од онаа што денеска е слушна. Имено, овој судски совет постапуваше и по претходната постапка. Колешке, Изнесувам наводи судија. Наводи во смисла на противење, зошто сметам дека нема да се даде во бегство. Пред се, кога ве прекинувам и кога ви велам, колешке, значи треба да престанете со изнесување на наводите и да слушнете што тоа судот треба да каже. Не може да давате никакви ваши наводи или образложенија околу објавената пресуда. Тоа може да го пишувате во писмено изготвена жалба. Судот ве праша дали сакате да се произнесете само околу наводите и исклучиво околу наводите за истакнатиот предлог на јавниот обвинител. И придржувајте се токму на тоа. Ви благодарам. Со оглед да овој судски совет постапуваше и во претходната постапка против Никола Груевски и Ѓоко Поповски, во истата имаше изнесено став со кој се прејудицираше вината на обвинетата во смисла дека истата го потикнала обвинетиот, односно сега осудениот Ѓоко Поповски, да стори кривично дело. Во таа насока, доколку обвинетата сакаше да се даде во бегство, тоа ќе го стореше многу одамна, а не сега во оваа фаза на постапката. Вредно е да се спомене дека обвинетата за време трајање на оваа постапка уредно ги почитуваше сите рочишта и беше присутна на секое рочиште. Факт повеќе е дека за период од повеќе од една година на истата и беа определени две мерки на предпазливост, одземање на патна исправа и јавување пред судот секој работен петок, кои мерки на предпазливост истата исто така безпрекорно ги почитуваше. Од истиве овие наводи, сметам дека не може да се заклучи дека кај обвинетата постои опасност од бегство. И од тие причини му предлагам на судот
вака дополнително предложената мерка на предпазливост да не ја прифати. Благодарам. Да, накратко. Бранителот на обвинетата Гордана Јанкуловска Се приклучувам кон кажаното од побара збор и колешката. при тоа наведе. Повелете. Се приклучувам кон кажаното од страна на колешката адвокат Сања Алексич и сметам дека побараната дополнителна мерка за обезбедување на присуство на обвинетата е неоснована. При тоа сепак благодарам на обвинителството што изнесе една хумана оценка во поглед на мајчинството и семејната состојба на обвинетата. Меѓутоа, сметам дека при тоа се занемари околноста што обвинетата во овие постапки поведени од СЈО е обвинета во повеќе предмети, што укажува дека таа многу долго време претходно знае какви се казни и се запретени и каков збир на казни за сите овие кривични дела и се запретени, но и покрај тоа имаше крајно коректен однос во сите овие предмети и досега, освен прашањето на мајчинството, на никаков друг начин не предизвика одолжување или оневозможување на било која од овие многу постапки. Затоа сметам дека со своето однесување досега таа докажа дека досега определените мерки се сосема доволни за да се обезбеди нејзино присуство. Благодарам. Во поглед на предлогот за определување на уштедна мерка на предпазливост истакната од страна на јавното обвинителство за гонење на кривични дела, поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, Советот по советувањето и гласањето го донесе следното решение. Спрема обвинетата Гордана Јанкуловска се определува мерка на предпазливост, забрана за напуштање на живеалиштето, односно престојувалиштето, сметано од денот на правосилноста на ова решение до правосилноста на пресудата. Доколку обвинетата не се придржува кон определената мерка на предпазливост, судот може да определи друга мерка за обезбедување присуство на обвинетата согласно член 144 од ЗКП.